Во Македонија постои ксенофобија поради која хистерично ја порекнуваме заедничката историја со Бугарија, порачува Катерина Колозова, еден од македонските представници во новиот бугарско-македонски клуб за пријателство, чија цел според членовите е подобрување на односите меѓу Скопје и Софија. На денешната прва пресконференција не добивме одговор на конкретното прашање каков овој клуб за помирување ако во него се членови личности со изразита бугарска наклонетост. Во Македонија ние делиме историја сигурно и со Србија, и со Грција, и со Албанија. Мислам дека тоа ни е некако полесно да го признаеме отколку споделената историја со Бугарија и во тоа хистерично порекнување на споделената или заедничката историја со Бугарија, според мене има еден симптом. И тој симптом е резултат на градена ксенофобија која што ние треба да ја надминеме од наша страна. Колозов има поблиски ставови до бугарските, што беше очигледно од позициите на Атанас Шарков од бугарската страна на овој клуб, кој порача дека мора да се менуваат историските учебници, велејќи дека во средината на минатиот век живееле македонизирани бугари. Както не е възстановена историческата истина, не е восстановена историската вистина за репресивните действија и процесите меѓу 44-та и 64-та година. Таа историја не се учи во бугарските училишта, при што бугарската држава македонизираше бугари, така што тоа треба да се учи во двете држави. Во клубот од повидните личности се и поранешните премиери Владо Бучковски и Љупчо Георгиевски, чии ставови во однос на спорот меѓу Македонија и Бугарија се добро познати. Поранешниот македонски премиер во повеќе наврати има порачано дека ние мора повеќе да направиме за Бугарија да го тргне ветото. Дефинитивно треба и од наша страна да се помести нешто, да се каже ова е заедничко, можеме да го славиме, ова не. И тоа нема таква иницијатива, за жал нема таква иницијатива. Од Бучковски не добивме конкретен одговор дали овој клуб има кредибилитет со оглед на тоа што од македонска страна има луѓе кои ги застапуваат бугарските гледишта. Одговорот беше дека станувало збор за клуб кој има за цел подобрување на односите. Врз основа на тој договор за пријателство и соработка од 2017 година, со дополнителни напори на двете граѓански општества, изградиме еден амбиент пред се, уште еднаш повторувам, меѓусебно почитување и разбирање. И да бараме и со наша поддршка двете влади да дојдат до одржливо решение, при што ни едната, ни другата страна нема да се чувствуваат дека се понижени. Поранешниот премиер и доскорашен специјален преговарач со Бугарија запрашан што ќе биде со овој клуб ако во јуни дојде новото очекувано вето од Софија, одговори дека не би сакал да збори што би било кога би било.